Како да го добиеш она што го сакаш? Реалноста и нашиот живот си го креираме на свесно или на несвесно ниво посекако. Најчесто поголем дел од популацијата не ни знае дека всушност е главен учесник во креирање на сопствената реалност. Многумина од вас сега ќе речат, не е така, тогаш зошто ние имаме толку негативни околности? Но ако застанеш за момент и ги преиспиташ твоите повторувачки мисли, ќе сватиш дека добар дел од твоите мисли се веќе програмирани. Дека животот е тежок, дека парите не растат на дрво, дека до поголема заработувачка се доаѓа тешко или треба да се отиде далеку. Кога ќе направиш точна спецификација, ќе видиш дека всушност станува збор за тешко и долгогодишно програмирање од надворешни околности. Затоа е многу тешко, некогаш е многу тешко да се свати дека всушност ние сами си ја креираме реалноста со однапред зададени програми од матрицата. Но како тоа да се промени? Сите што ме следат знаат дека овој простор го направив токму за да дадам точни инструкции како ние полесно да креираме реалност која што ни е посакувана. Односно, не само мали работи, туку едноставно целиот наш живот во сите 4 главни сфери да го создадеме горе-доле под наш терк, бидејќи секако креираме во танц со реалноста. Но за креирање на реалност што ни е прво и основно потребно? Секако, потребна е почетна позиција. За да се дојде до почетна позиција, потребно е да се прифатат сите рани и негативни спомени врзани за минатото. Затоа постојат процеси каде што ние го репрограмираме нашиот ум, односно нашата подсвест. Со репрограмирање на нашата подсвест стануваме и се позиционираме на позиција за свесен креатор. Веќе во минатите видеа објаснив на многу пати како се колабира анксиозност, како се склопува мир со минатото, бидејќи мора прво тој дел да го завршиме, за да се поставиме воопшто на позиција, за да станеме свесен креатор. Но една од најглавните точки покрај исцелување на нашите рани и отстранување на негативните програми представува нашата витална енергија. Денес во видеово ќе споделам многу значајни и многу важни работи околу нашата животна енергија и колку е таа значајна за ние да можеме свесно да креираме. Дали некогаш се запраша зошто чувствуваш толку голем замор? И како да го прекинеш тој круг? Општеството сака постојано да брзаш. Бидејќи ако брзаш, ја губиш твојата енергија. Ако ја изгубиш твојата енергија, започнуваш да се чувствуваш депримирано. Ако се чувствуваш депримирано, волјата за живот ти се намалува. А ако ти се намали волјата за живот, започнуваш да живееш минимално. Односно, тоа е да кажам едно од најниските вибрации, вибрација на депресија и тага, каде што ние буквално се откажуваме од било какво креирање на реалност. Односно, немаме доволно витална енергија, бидејќи нашата витална енергија се исцрпува од преголеми негативни програми и преголеми обврски и преголем напор и грижи, каде што се одлева огромна количина од нашата енергија. И сега да видиме да направиме една точна спецификација на телото, на умот, на духот
и на емоционалното тело, значи на сите овие 4 сегменти, како имаме ние истек. Бидејќи кога ќе го сопреме истекот на витална енергија, ние ќе се поставиме во позиција да може да направиме визија за нашиот живот, да поставиме кои точки точно што сакаме ние, како да го осмислиме, бидејќи верувајте, ако немате осмислено точна и јасна визија, вие ќе бидете подложени на случајности. Се надевам дека не го гледаш видеово од причина што сакаш уште повеќе случајности, него напротив, ти е веќе доста од случајности, сакаш точно и свесно да си го дизајнираш својот живот без разлика на која возраст да се наоѓаш. Нормално е понекогаш да чувствуваме гнев, тага и така натаму, но поентата на свесен креатор е да може преку еден момент на свич, односно на промена, да може да влијае на својата емотивна состојба со цел да остане постојано на патеката на свесна креација. Еднаш кога ќе освестиме кои се најголемите наши исцрпувачи на енергија, ние ќе направиме поинаква одлука, па се надевам дека сите спознанија што ќе ги споделам во видеово ќе ти помогнат полесно да издизајнираш и да оствариш она што го сакаш. Кога правите план, кога правиш план што точно сакаш, значи мора да е јасно, значи мора да е јасна метата каде се движиш и што точно сакаш. Убаво би било доколку се запазат сите 4 сфери од нашето живење, а тоа е здравје, финансии, семејни односи и партнерски односи. Значи, односно, нели, фамилиарни односи, односно да се запазат сите 4 сфери од нашето живење. Секогаш да имаш на ум кога правиш дизајнирање на твојата иднина, да нема голема дискрапанца од твојата сегашност. Значи, дизајнот доди постап. Бидејќи, ако е преголем залогот на реалност, некоја нова реалност што ти ја сакаш, можеби ќе се откажеш, бидејќи ќе дојде чувство на анксиозност, бидејќи ако е многу различно од твојата сегашна реалност, многу брзо ќе изгубиш волја и ќе се откажеш, бидејќи мислиш дека е тоа недостижно и далечно, односно ставено на педестал. Но да видиме кои се нашите најголеми исцрпувачи на витална животна енергија. Дали чувствуваш умор уште кога ќе станеш наутро? Дали чувствуваш постојан замор уште кога ќе станеш наутро? Ако е ова случај кај тебе, тоа значи дека има оддалеченост од твојата реалност и од она што ти го сакаш. Значи, ова е прв сигнал дека постои разлика помеѓу она што го сака твојата душа и ти тоа редовно што го тераш. Значи, дали одење на работа, различни врски, значи, ако уште веднаш кога ќе станеш со бајле чувствуваш замор и тешкотија, веднаш е сигнал дека има големо отстапување во однос на тоа ти што правиш компромис за твоето секојдневие и тоа ти што го сакаш. Исто тоа важи и доколку изгубиш енергија во почетокот на денот, односно до пладне. Сите луѓе кои што не се чувствуваат добро уште од утринските часови, чувствуваат замор, значи би требало да се запрашаат себе дали одат по патеката животна која што е наменета за нив. Да не те плаши ова патека наменета за мене и така натаму. Тоа не мора да е нешто голема разлика, значи може да се направат по полека мали сетинзи, мали подесувања, за да полека се дојде до она што ти го сакаш и што е наменето за тебе. Вториот дел, односно вториот најголем исцрпуваш на животна енергија е нашиот ум. И сега прашај се себе. Дали обсесивно размислуваш на одредени работи? Дали си постојано во мислите, или како велиме ние,
парализирачки мисли, нонстоп си во некаква анализа што, зошто и како. Ако си премногу опседната во одредени мисли, тоа значи дека буквално овие мисли прават огромен истек, значи на животна енергија, бидејќи за нивниот вртеж да тие постојано вртат, потребна е, значи земаат од твојата енергија. Ментален детокс се прави на неколку начини, или се излегува во природа, или се започнува со некој спорт, значи мора да прекине тековниот тек на денот и да започнат некои други активности со цел да може да се намали интензитетот на и опсегот и обемот на огромен број на мисли. Значи најчесто може да се излезе во природа или да се прават вежби со дишење. Вежбите со дишење се инстантна промена. Може да се најдат на интернетов многу вежби со дишење. Јас употребувам вежби 4-7, тоа значи 4 секунди вдишување, 4 секунди задршка и 7 секунди издишување, прави комплетен свич или промена на на автоматскиот нервен систем. Значи неколку пати повторување на длабоко дишење, бидејќи ние кога сме опседнати со мисли, ние дишаме плитко и забрза. Значи промена на ритмот на дишење веднаш ќе ја смени осцилацијата, вибрацијата и вие ќе почнете да се намалува токот и обемот, количината на мисли. Следниот момент каде што исто така постои огромен истек на енергија, предизвикано од емоционалното тело, односно од емоционалниот багаж. Па сега прашај се себе си. Дали често чувствувам вина? На кого не простувам? Која лутина се уште ја држам? Која тага е буквално вкоренета во мене? Зошто постојано чувствувам срам и страв? Ова се 5 емоции кои што редовно и кај поголем дел од популацијата прават огромен истек на витална животна енергија. За сето ова да го одржиш, чувството на срам, чувството на страв, кај сите е присутно. Разликата е во делот на учество. Кај некои луѓе учество има страв, има поголем страв, најчесто страв од еднината, што ме чека, што ќе биде, што ќе се деси. Значи толку време губиме што ќе се деси, никако не се вртиме кон сегашниот момент од кај што секој свесен креатор може да делува. И секогаш да знаеш едно правило. Душата ти се обреќе во реченици, а стравот и анксиозноста во прашање. Што ќе биде, како ќе биде, што ќе се деси. Не доаѓа добро, значи негативно програмирање. Ова е, рековме, 4-тиот дел, односно емотивниот дел, кој што прави огромен истек на енергија. Кога би се собрале сите овие истеци на енергија и кога би се тие затвориле, ние ќе чувствуваме огромна енергија во нас, стабилност и смиреност, за да може ние да издизајнираме и да оствариме нешто во нашиот живот, односно да направиме план и на истиот план да обстоиме. Во спротивно, ниските вибрации во форма на тага, анксиозност, страв, вина, непростување постојано ќе прават истек од нашето тело. И ние реално ќе располагаме со многу малку витална животна енергија, што е фактички најважниот ресурс што воопшто го поседуваме. Не постои ништо повредно од нашата животна енергија и од нашето време. Некои луѓе ќе речат материјално, пари е важно и така натаму, но не. Најважно е нашата животна витална енергија да не се дозволи да има несвесен истек во текот на
секојдневиот. Следниот дел, каде што моментот каде што исто имаме огромен истек на енергија, е духовниот дел. Односно, треба да секој да се праша себе. На кои места каде што јас присуствувам и во чие присуство се чувствувам тешко. После правење на кои активности јас сум потполно исцрпена. Што веќе не можам да издржам. Зборувам за надворешни фактори. Значи, надворешен фактор. Исто така може да се случи духовна причина да биде и поврзано со одредени личности. Едноставно човек не може да пристане да мисли на некој личност или некој личност. Одредени личности, иако не се присутни во нашата реалност, може да постои енергетска врпца или енергетски корд, кој што не поврзува и кој што буквално ја исцедува нашата енергија. Секако во понатамошните видеа јас ќе објаснам како се прекинува енергетско исцрпување преку други личности, односно кога ние размислуваме на некоја личност која што не е присутна во нашата реалност, се наоѓа на некое друго место, но осеќаме постојано исцрпеност со тоа што постојано имаме некакви обсесивни мисли за таа личност. Дали е обсесивни мисли, дали е непростување, дали е лутина, не е битно или тага. Значи, може да се случи да имаме енергетска поврзано со одредена личност која што не е присутна во нашето секојдневие, но има постојан истек и постојано ние зборуваме за таа личност и за некакви односи со таа личност, кои што се нерешени, неразрешени и така натаму, значи зависи од ситуација до ситуација. Ова се 4 моменти кои што предизвикуваат најголем истек на нашата витална енергија, фактички основното средство со кое што ние креираме реалност. Кога ние би можеле да освестиме дека имаме истеци, и тоа не е еден истек, туку повеќе истеци на нашата енергија, животна витална енергија, и кога тоа би го сопреле оно посекако со самата свесност, нема човек да дозволи туку така да му се исцедува несвесно енергијата, автоматски се поставуваме на добра позиција за креирање на реалност, односно на она што го сакам. И сега ќе дадам некои инструкции како се креира и како се доаѓа до она што го сакам. Во неколку видеа наназад објаснев дека креацијата работи во танц со реалноста. Секако, прво и основно треба да знаеме што точно сакаме. Значи, нашиот ум бара точно што сака. Мора јасно да ја гледаме метата, за да ја погодиме. Секако, не мора да се обрнуваме само на една цел, него можеме да направиме комбинација од цели. Едноставно да дозволиме што ќе ни отвори реалноста и во танц со реалноста да ние делуваме. Секако, за креирање на нова реалност, потребно е промена на перцепција и верба. Ова е најважниот елемент, верба дека променета реалност нас реално не очекува. Кои се следните чекори за креирање на реалност? Кога ќе тргнеме кон нова животна патека, потребни ни се ресурсни личности. Тоа би значило дека можеби некои личности и ќе си заменат од нашиот живот. Некои други ќе дојдат. Можеби ова ќе ви звучи вака веќе чуено, но не е едноставно да не комуницирате со некој со кој што сте биле блиски повеќе од 10, 15, можеби и повеќе години. Секако дека вие, кога ќе одите по нова животна патека, ова ќе ви делува како негативен настан. Но едноставно вибрацијски со некои луѓе веќе нема да можете да сте заедно.
Едноставно така функционира реалноста. Некои нови луѓе ќе дојдат и некои нови ресурси и некои нови патеки ќе се оформат. На патот кон креацијата не се среќаваме само со позитивни настани, туку и со препреки, тестови, некои раздолби и некои негативни промени. Но сепак токму овие елементи, оваа игра ја прават интересна. Некогаш сметаме дека некои негативни настани во моментот кога ни се случат се во форма на неволја, но дури подоцна кога ќе се свртиме наназад, сваќаме дека станува збор за благослов. И сега да работиме една вежба заедно. Што веќе не можеш да поднесеш? Каде во твојот живот едноставно потребна ти е промена? Во кој дел од твојот живот ти е потребна промена? Откако утврди во кој дел од твојот живот ти е потребна промена, следниот процес е што те спречува да ја направиш таа промена. Која сегашност и кој комфор во сегашноста те држи за да направиш промена? Некои од вас можеби ќе бидат и приморани да направат промена. Па топло препорачувам да седнат да си направат дизајн на иднината, каде што оние кои што се притиснати, некој може би останал без работа или некој сака да ја промени работата или сака да го промени домот или да оди надвор од државата или можеби некој што се надвор од државата сака да се вратат повторно во својата татковина. Значи, што те спречува? Кој комфорт те држи? Бидејќи најчесто во старата реалност не држи комфорт. Кој комфорт те држи за да останеш таму кај што си? Комфорт што не држи најчесто може да се оние програми на автопилот. Па јас не можам сега, ова ми е работно место познато, па јас сега не можам тоа да го направам, не знам како да го направам. Значи, потребно е нов сет на вештини, потребни се некои нови моменти, потребно е проширување на свеста. Ние не можеме исти да останеме ако сакаме промена на нашата патека, промена на нашата реалност, а ние да останеме исти, едноставно тоа не оди едно со друго. Секако, моите клиенти имаат безброј прашања. Ние кога работиме во нашите групи, се поставуваат различни прашања, бидејќи луѓето навистина сакаат промена и работат на да направат промена. А најчесто е прашањето зошто е толку доцни, зошто не ми се сменува веднаш животот. Некој пат промените доцнат, иако ние упорно работиме на нив, од проста причина што ние можеби внатре, длабоко во себе не сме спремни за таков чекор. Едноставно реалноста се одложува. Ова фактички последниве препораки се за сите што се занимаваат нели со креација, манифестација, свесна креација. И има многу разноразни прашања. Некогаш се обидувам во овие видеа да одговорам на тие прашања. Најчесто станува збор за пречка, немаат луѓето верба во својата моќ. Значи, тука лежи најголемиот клjuč, каде што луѓето ние сега како човештво фактички во последните неколку децении учиме како да сме свесни креатори, дека се зависи од нас, но едноставно немаме верба во нашиот фокус, во нашата енергија, во она ние што го сакаме и затоа чекаме ние од друг, затоа чекаме нешто од реалноста да дојде нешто, не свеќајќи дека фактички ние и креираме сите синхроницитети и сите околности. Еднаш кога ќе човек свати која е неговата моќ, веќе натака нема потреба
никој да го убедува, нема потреба во ништо да верува, бидејќи ќе биде очигледно дека нешто односно својот живот и својата реалност директно секој од нас учествува. Се надевам дека ова видео барем малку придонесува за освестување на нашата моќ и нашата способност и како ние да не дозволиме да не повлече колективната свест која што е исклучително, односно матрицата е исклучително негативна, бидејќи постојано нели околу нас има нонстоп негативни работи, значи започнувајќи од вести, медиуми, не знам, нереалност, нереален живот на социјалните мрежи и така натаму. Значи негативата е насекаде околу нас и поради огромно и тешко негативно програмирање човек неедноставно ние како човештво не си ги знаеме нашите способности. Се надевам дека сите овие процеси ќе ти помогнат да ја креираш реалноста и да го добиеш она што го сакаш. Јас ќе продолжам и понатаму со вежби и процеси во нередните видеа, така да се надевам дека ќе допринесам барем малку со знаење и корисни инструкции како секој да си помогне сам на себе. Се гледаме во следното видео.